Таа е мајка, сопруга и инфлуенсерка, но пред се, жена со големо срце и уште поголема приказна. Зои Блаш, македонка која својот дом го гради во Германија, заедно со својот сопруг Тадеј, денес за прв пат пред медиумите отворено зборува за својата најголема животна битка – патот до мајчинството. Љубовта што ја делат е како од филм, а нивното најголемо богатство, малата киркичка Марија, дојде по години полни со неизвестност, болка, но и безгранична надеж. Последните минути ја слушаме нејзината искрена, човечка и инспиративна приказна, онаа што стои зад објективот и совршените фотографии на социјалните мрежи. Зои, добре дојде за прв пат во Hype Македонија. Кажи ми како си, како се чувствуваш? Те фативме пред заминување за Германија. Кажи ми како си? Здраво и фала ви за поканата. Најпрво, супер сум, воедно и тажна за тоа што утре си одиме. Ама некако овој месец ми беше еден од поубавите месеци од животот. Претпоставувам затоа што си беше дома после толку време. Да, и затоа што Марија ја запозна цела фамилија и тетките што викам јас, моите другарки, сите оние моменти кои што на жалост не може заедно со мене да ги преживеат, сега правиме спомени од се тоа. Зои, ти си една од македонските инфлуенсерки што живее во странство. Може ли да ми раскажеш како започна твојот пат во тојете инфлуенсерски свет кој сега е доста препознатлив? Многу спонтано се случи, мислам дека и најголемиот бум уствари на инфлуенсери се направи во доба на корона, кога беше све затворено, така и кај мене сосема случајно се наметна и многу сум среќна и многу благодарна за оваа работа која што ја работам. Навистина се трудам, а воедно се тоа го правам од мое лично искуство, од она што јас користам и не ми е целта само да правам реклама на никоја, да не ги користам јас тие производи или нешто друго. Стварно гледам да сум најприродна, затоа и луѓето го гледаат во мене и кај мене буквално може да ме видите и без шминка, и со пижами, и како се измолозувам и све како што си е реален живот. Спомнавме колку од твојот реален живот споделуваш на социјалните мрежи, како одлучуваш да остане нешто приватно, можеби истакна дека повеќето од работите ги споделуваш, меѓутоа има ли нешто што ние не можеме да го видиме? Се разбира дека има. Замисли што би било ако цело време се снимам. Сепак сакам да го покажам моето секојдневие, како навистина живеам, не се филмом да кажам на тој начин, али нормално приватноста секогаш си ја задржувам за себе. Кажи ми какви... Иако луѓето мислат дека јас се давам на тацна, не е баш така. Ако изгледа од страна. Какви пораки добиваш од твоите следбеници најчесто? Дали ти си има случајно некој твој пост да инспирира некого, или да го поттикне на нешто? Пошто ти во твојата приказна споделуваш многу работи, од убавина и нега до семејство, брак, живот, зад камерите. Да, и мене многу ми е драго, затоа што луѓето го гледаат она што јас го вреднувам и на што се целиме цело време и Марија да ја воспитам и се. Искрено, 99%, кај кажам вака, 90% од луѓето се позитивни коментари се. Нормално секогаш ги има тие 10% кои што мора нешто да кажат без да бидат прашани. Најчесто завршуваат на стори кај мене и мисла дека јас како да кажам, мисла дека не ги сакам негативните коментари или не се пријатни за никого нормално, но не дека ми пречи изразувањето на луѓето затоа што мисла дека ние како инфлуенсери сме должни да трпиме нечиви фрустрации, а тоа не е така, ние не сме боксерски бреки и сметам дека и да имаме спротивно мислење, има начин како тоа да се каже. Во принцип се убави пораки и многу ми е драго што многу млади девојки, млади мамички и повозрасни ме пратат, па сега искрено кога ќе сум во Германија, малце другачие го гледам целото тоа и кога ќе дојдам тука, јас за себе никогаш не си имам
она визија као позната си те следат многу голем многу луѓе те следат и као јас сум си лабава, јас сум си иста како што можеш мене да ме видиш и без шминка надвор. Само едина разлика е што тука луѓето ме препознаваат на улица, ми приоѓаат, ми прават муавет и тоа ми е некако од една страна многу убаво, ама и многу чудно затоа што сум се одвикнала од овој живот тука толку многу да те препознаваат, али ми фали. Зои, нема како да не го спомнеме Тадеј. Ете, јас сум некој сведок на вашата љубов уште од самите почетоци, па ете, знам некои работи, можеби што не ги знаат другите. Многу долго време сте заедно. Како го одржувате вашиот однос силен? Едно време бевте и разделени доста. Мислам дека се уште не бевте во брак. Знаеш како, тоа беше некој тест, да кажам, дали сме ние еден за друг и благодарни сме и двајцата затоа што тоа не направи да бидеме уште посилни и уште повеќе да се сакаме. Не раздели далечината. Нели викаат дека подалеку од срце од очи, кај нас не беше тоа така. Нормално дека беше тешко, поминавме доста тежок период, 9 месеци не се гледавме само на преку телефон. Се тоа помина и фала на Господ, сега сме заедно, си имаме фамилија и одиме уште посилни. Мора да ја спомнеме Марија, прекрасното бебенце, ете сега што имав прилика да го запознам. Мора да признам дека личи на Тадеј. И на тебе нормално, меѓутоа повеќе нели викаат дека девојчињата личат на татковците. Ти благодарам што прифати да поразговараме на таква тема, за многумина поучна. Колку време траеше вашиот пат до родителство? Ти на таа тема разговараше и на твоите социјални мрежи. Што беше најтешко тој пат? Ете да почнеме од почеток. Повеќе од 6 години имаат поминато кога бев на контрола првично и кога ми кажа дека нема да можам да имам дете. Тоа беше срушување на мојот сон затоа што секогаш сум сакала деца и децата ме сакале мене. Ама никогаш не се откажав од тој сон. И знаев дека еден ден ќе дојде до она што јас сум си го зацртала, дека ќе имам неа. И благодарна сум на Господ, со верба во Господ, со слушање на доста доктори, што треба Марија. Беше тешко, не беше лесно искрено. Првенствено го слушнеш тоа, потоа и да живееш со таа болка, ама како што кажав, никогаш не се откажавме, нити јас, нити Тадеј. И никогаш нема да му ја заборавам таа реченица која ми кажа не се секирај, се ќе биде во ред и да не може да имаме ние деца, постои друго решение. Така што мислам дека најмногу поддршката заемна не донесе до она што сме сега. И дефинитивно треба да верувате и навистина да го сакате она за да дојде да се случи. Дали постоеше момент кога почувствува дека можеби тоа никогаш нема да се случи? Како се справуваше со тие мисли? Искрено, еднаш или два пати си имаше тоа случано. Првиот пат беше кога ми кажа дека имам тумор на хипофиза и дека тоа може да представува проблем, ама не ми го кажа мене у поблага верзија, да кажам. И вториот пат кога ми открија дека имам аденомна дојка. Тука мислев дека нема теоретска шанса, значи да ми се оствари мојот сон и тука паднав доста психички. Ама пак ќе кажам благодарение на моите околу мене, на луѓето што ги сакам и што ми се навистина пријатели и на Тадеј, дојдовме до ова што сме сега и никогаш нема да заборавам ни што све поминавме, не беше лесно. Ама би позитив за се. Какви емоции ти се навраќаат кога ќе се сетиш на моментот кога конечно откри дека си бремена? Искрено ја во шок, затоа што она се деси баш тогаш кога не очекувавме. Ние се стелевме и растурени све, ни на крај памет на дете не ти паѓа. Значи, буквално. Да јас отидов во една продавница и во женскиот дел ми се појавија пред мене бебешки кондурчиња кои што ги купив. Тоа беа женски, на никого не ги кажав, само си ги купив и си ги ставив во плакар.
После отидов, земав тест, тоа беше првиот пат, беше бледо розова црта и реков не, ова е нешто, пошто и претходно сум имала позитивни тестови. Мислев дека не е тоа. Помина некој период од недела дена, така нешто од прилика 2. Сеќавам бев на турнир кај Тадеј. Го гледам и мене одеднаш ми се јаде банана, ми се јаде, не знам, Кока-колата уствари ми се згади, ја многу обожавам да пијам. И викам, овдека нешто е чудно, и сите као, ја бе чудна си, ни на крај памет. И ствари дента, кога отидовме да купиме тест, мене ми текнува дека јас правев тест и дека тој беше позитивен и дека јас треба да го повторам. Земавме тест, таде по-лабави, по-опуштени, мислам дека во животот не сме биле. Значи, он се редеше лего коцки, јас си отидов, ја гледам 2 црти, мина, значи, буквално нака, не ми се верува дека е тоа, сакав си го замислав моментот, као на Таде ќе му направам изненадување, нема да му кажам, ништо од тоа што се замислуваш не може да се оствари. Риткост е тоа. И сеќавам, само го викнав, го ставив телефонот да сними, чисто да имаме видео. Нити него му се веруваше, нити мене, и одма се јавивме на најблиските. Стварно беше многу емотивно и една посебна, чудна, возбудлива енергија. Морам да те прашам, затоа што ти има спомнувано, нели, дека имаш посетувано многу доктори и специјалисти за твојата проблематика. Како се случи таа бременост? Дали по природен пат или можеби со некоја помош, со некоја терапија, пошто имаме многу девојки кои што се борат, нели, на кои што им диагностицирале слична проблематика како твојата или можеби подруга, да ги охрабриме, да им кажеме. Јас отидов и морам да ја спомнам, докторка Бранкица Крстовска, таа е ендокринолог и она мене многу ми помогна. Се водевме по нејзина шема, примав терапија негдека од прилика, јас уствари долг период примав терапија, ама онаа терапија баш за да можам да забременам и да ги ставиме хормоните во нормала, за да може тоа да се случи, беше од година дена. Поедно, тогаш дознав и дека аденомот на хипофиза, туморот на хипофиза ми е исчистен и некако можеби и психата тука уште повише ми се опушти за да дојде до сето тоа. Денес кога ја гледаш твојата керкичка, што ти поминува низ срцето? Уште најживчик. Прво сум преблагодарна на Бог што ми ја подари и преблагодарна сум што не одбра да бидеме нејзини родители и се... Ако не можеле, тоа е се природно и од срце. Го добив она што секоја сум го сакала и цел живот сум мечтала за тоа. И многу сум среќна за тоа. Браво, Зори, вистинска храбра мајка и жена, која што, сега можеме слободно да донесеме Марија. Тука е со нас, нашата најмлада гостинка во Хајп. Една прекрасна убавица. Најубавата и најмилата гостинка. Здраво, Марија! Добре дојде во Хајп. Кажи здраво! Како е дотерана. Зои, морам да те прашам, дали може би знаеш колку облека имам, Марија? Добро прашање. Ни Марија, ни мама не знаеме колку облека има. Само купуваме цело време поготово за незе. Слабост ни е и на мене и на таткој, па и на бабите и на дедовците, на сите. Стварно сакам да ја дотерувам и да уживам буквално во секој миг со неа. А и она сака и да позира, сака да се слика. Како што можеш да видиш, сака микрофонот да го земе да се каже нешто. Дали, од каде влече повеќе гени? Пошто има македонско потекло, словенско, а живее во Германија. Германско нема ништо, освен што е родена таму. Дефинитивно. Па се влече и од кај татко и од кај мама. Можеме да приметиме дека е доста борбена,
Тоа ќе кажам и на мене и на таде, ама доста жилава на тато. А другава страна што сака да се слика, да се мести, да позира и да многу ми е интересно кога ќе речам леле мама колку си убава, она како се смее, да се стопи просто човек. Така да јас мислам дека она ќе биде како мама. Не се сомневаме во тоа. Зои, како се снаоѓаш во улога на мајка? Што се промени кај тебе во овој период? Многу работи се променија. Марија ме научи да бидам многу трпелива, да бидам многу смирена и да гледам на животот малце на подруг начин. Посветена сум максимално на семејството, на неа и благодарна сум. Во денешно време тоа е благослов. Викам да се обстане све. Така да многу сум среќна и стварно уживам во секој момент. Тешко е тоа што немаме баба сервис, што викам ја помош, ама уживам и у тие мигови. Ето сега сме тука. Ни да го јадеш. Зои, кажи ми, колку е важно да имаш покрај себе човек што верува во тебе, па дури кога надежта се чини далечна? Па една од најважните работи да ти дава снага и тоест јас би рекла заедно да си давате снага, затоа што не само јас и тој го поминува истиот период заедно со мене. Така што еден на друг сме се ние поддршка од сам старт и тоа е навистина нешто што нас направи да бидеме посилни и да успеваме во она све што сме успеале до сега. Вака кога ќе се навратиш наназад, дали можеш да ми кажеш што значи зборот чудо за тебе од оваа перспектива? Чудово е у моите раци. Ова е чудо. Кога најмалку очекувавме, чудото ни дојде. Најсладкото на свет. Душа прекрасна, значи има прекрасна мајка, прекрасен татко, сигурно ќе биде многу талентирана. Или ќе биде спортистка, ти си мултитаскинг девојка. Мислам дека поишна кај мама ќе биде мултитаскинг. Ама сигурно ќе форсираме ќе форсираме. Лошо се изразив. Ќе наметнеме преку игра да биде и по спортот. Сега дали би прифатила ја да биде ракометарка, мислам дека не, доста ми се од тие стресови, шокови, повреди се. Ама ќе видиме, ќе пратиме незината желба за она што она ќе се изрази да биде талентирана. Зои, каква порака би сакала да им испратиш на сите жени кои што ја гледаат оваа емисија и како мајка и како жена што не се откажала? Никогаш да не се откажуваат за она што си го имаат замислено. Ако се борат, како ние што сме се бореле да имаат бебенце, да веруваат во тоа дека можат да победат, затоа што само така ќе можат да си помогнат и да дојдат до едно вакво прекрасно суштество, кое што навистина само љубов шири. И би кажала секоја девојка да не се откажува и да се пронајде во нешто што ја прави среќна, затоа што среќата, сопствената среќа и успехот се брат и сестра, што викам ја, и сами ќе се дојдат. И за крај би сакала да те прашам каде се гледаш себе си и своето семејство, ете можеби за 5 до 10 години од сега. Што посакуваш да ти се исполни во иднина? Дали можеби ќе видиме, тоа не можеме да го знаеме, меѓутоа може некој рекометарски тим? Па никогаш не се знае. Види, јас и таде сакаме деца, стварно сакаме деца, така да сигурно ќе имаме деца, се надевам. Би сакале, кога што како само еден Господ знае, децата доаѓаат во прав момент. Така да планираме, па ќе видиме. А иначе каде се гледаме, искрено се надевам дека за 5 до 10 години ќе се стационираме негде да не треба да се селиме и ќе можеме да се посветиме максимално на фамилијата како и сега, само секунда. Чекај. Што бе, мами? Ајде да не се удриме. Ќе се посветиме на фамилијата, ќе си отвориме некој бизнис и ќе уживаме сите заедно.
Зои, ти благодарам многу што ја прифати мојата понуда, што извлековме една убава порака од ова интервју. Марија, ти благодарам и на тебе што беше моја гостинка, најубава и најмалада до сега. И се надевам дека ќе се видиме во блиска иднина, па да го вклопиме и тато. Се надевам и јас. Фала ви многу, уживавме додека разговаравме со вас. И поздрав до вашите гледачи. Кажи чао, мама. Чао. Јас сум Зои Блаш, а вие гледате Hype МК.